Добро утро за сите оние кои што во третиот дел се вклучија заедно во нашата програма во утрински пулс. Ова утро зборуваме за народниот правобранител во служба на граѓаните. Токму на оваа тема, на моје и ваше задоволство, е заменик народниот правобранител на подрачјето во Струмица, односно секој регион кој што го опфаќа, господинот Славе Тимов. Добро утро и добро дојдовте веќе повторили трет пат во нашето студио. Добро утро, благодарам на поканата. Народниот правобранител во служба на граѓаните. Да ги запознаеме малку гледачите, нели, на самиот старт, што представува, како може да биде во наша корист, односно, нели, во служба на граѓаните и кој регион го фаќате, бидејќи многу пати во нашиот разговор знаеме да кажеме дека поголем регион офаќа подрачната единица во Струмица. Значи вака, народниот правобранител е орган на Република Македонија кој ги штити уставните и законските права на граѓаните и сите други лица кои права се повредени со акти, действија и пропуштање на действија од органите на државната управа и сите органи и организации кои имаат јавни овластувања. Исто така, народниот правобранител презема мерки и действија во насока на спречување и заштита од дискриминација. Подрачната канцеларија на народниот правобранител во Струмица опфаќа поширок регион, некаде околу, по моја проценка, 250.000 жители, и тоа опфаќа вака сликовито како централа е Струмица, Радовиш, Пехчево, Берово, Дојран, Ново село, Богданци, Гевгелија и така. Значи тој регион југоисточен на Република Македонија. Инаку, улогата на народниот правобранител, како што и по дефиниција реков, е заштита на уставните и законските права на граѓаните. И овластувањата на народниот правобранител ги црпи најпрво од Уставот на Република Македонија, од Законот за народниот правобранител и од сите меѓународни договори, конвенции, подпишени и ратификувани од Собранието на Република Македонија. Откако слушнавме што значи народниот правобранител, како може тој да биде во служба на граѓаните, ги повикувам нашите гледачи дека може слободно да ни се јават на 331-223 и директно еве во студиото да го поставите вашето прашање. Верувам дека прашањето и доколку не е за народниот правобранител, ќе ве усмериме каде треба да го побарате вашето право, или пак доколку еве сте малку пострамежливи, направете го тоа, јавете се на 331-223, пак од режија ќе го земат вашето прашање и нели господинот Славе Тимов ќе ве усмери или пак доколку може ќе ви помогне. Има многу прашања на кои што граѓаните нели ги мачат, пак дали се направиле правилно или пак некаде се излажени или пак нели дали е прекршено нивното право. Најчесто, односно некако во последните 5 до 10 години извршителите се некако најмногу тема за разговор, меѓутоа да, на удар. Дали од 1.1.2017 нели се сменја неколку закони или пак измени во законот, на што најмногу треба да внимаваат граѓаните и како се сега тие позаштитени во тој одсек? Вака, како и секој почеток, пред неколку години извршителите навистина правеа некој повреда на законите и повреда на правата на граѓаните во однос на средствата кои се не се за присилна наплата према луѓе, категории на луѓе кои не смеат да се врши присилна наплата, така да објаснам дека сега овие грешки извршителите многу помалку ги прават, со напомена дека со измените на законот од 1.2017 година, тие најпрво мора да ги предупредат на должниците дека имаат некое побарување од некој доверител во извесен износ и дека тие треба да се јават во канцеларијата на извршителите, да го регулираат начинот на регулирање на долгот, односно надоместокот кој се побарува од доверителот. Сега, доколку не најдат заеднички јазик со извршителот по закон постапува, односно применува присилна наплата, односно средства од што се сопственост на должникот, и тоа средства во банка, возила и така натаму, да не ги шира многу средствата, тоа се наведени во законот за извршување. Сега, како што нагласив, извршителите многу малку прават грешки, бидејќи на еден заеднички состанок со Комората на извршители
самиот председател рече доколку извршителот направи грешка во постапката или го повреди законот и правото на граѓанинот, тој е должен да ги надомести сите трошоци направени после таа грешка. Така да граѓаните најмногу што треба да внимават кога имат налог за извршување, најпрво треба да знаат дека ако се приматели на социјална помош, нега и инвалидска пензија, минимална пензија, минимална старосна семејна пензија, тие не се предмет на извршување и присилна наплата, односно се изземени согласно законот за извршување и плюс некои категории на луѓе исто така не може да бидат врз нив не може да биде спроведена присилна наплата. Доколку се приматели на пензија, реков и плата, максимум е до 1/3 од таа пензија и плата, за да може да се спроведе присилна наплата. Има сега некои членови од законот каде може и до 1/2 да се наплати, да се изврши присилна наплата и тоа се средства за издржки, за инвалидитет и така натаму. Да не ги набројам сите. Накратко, сите оние кои што примаат социјална помош или пак земат парични средства од Центарот за социјални работи во Струмица се заштитени, не би требало нивните сметки да бидат замрзнати, односно присилно да се наплати, блокирани, да. И исто така, доколку нели имаат плата или пак пензија, 1/3 се зема од платата, не повеќе. Не повеќе. Да знаат граѓаните дека можат тоа да си го побараат како свое право и доколку им се прекрши да ве посетат во вашата канцеларија која што се наоѓа и телефонското бројче да не го заборавиме. Да, значи канцеларијата, подрачната канцеларија на Народниот правобранител се наоѓа на булевар Маршал Тито без број, односно во комерцијална банка во Струмица. Тоа е централно градско подрачје, така да лесно може да ме најдат или може да се јават во хитни случаи, дури дозволувам и на мобилен телефон, и 329-996 и 329-997 фиксен телефон во канцеларијата на Народниот правобранител. Сите оние, пример, доколку се од не само од Струмица во подалеку, може да ве контактираат на овие телефонски броеви првично, па доколку се закаевас, да дојдат да ве посетат и директно да зборувате или пак. Само да нагласам дека Народниот правобранител, односно подрачната канцеларија од Струмица, има и приемни денови во Радовиш, во Берово и во Гевгелија. Договараме термин, се договараме со локалната самоуправа да ни обезбедат простори во централното градско подрачје и една недела пред тоа преку медиумите, локалните медиуми ги известуваме граѓаните дека можат да дојдат на тоа и тоа место во тој град, наместо да идат во Струмица, бидејќи сите не се во можност да дојдат во подрачната канцеларија во Струмица. Правиме, значи, приемни денови во 3 града во регионалниот, во југоисточниот дел на Република Македонија. Оваа наша регионална телевизија ги опфаќа 10 општини од југоистокот, Берово и Пехчево, меѓутоа еве барем овие гледачи директно ова утро ќе можат да слушнат дека можат слободно да ве побараат, да ви пишат, нели, на мејл или пак доколку нешто е хитно да дојдат или во Струмица или кога имате договорени отворени денови, за да си ја олеснат маката и како што нели пред ова официјално наше гостување рековме дека секој кој што има прашање може слободно да се обрати кај вас, односно секој е за кај вас. Да, и да нагласам дека постапката пред Народниот правобранител е бесплатна. Значи не се плаќа ништо. Постапката започнува со поднесување преставка, доколку има повреда и утврдиме дека има повреда на правата, на уставните и законските права на граѓаните. Пожелно е со нив да ги донесат сите писмени документи кои ги поседуваат за полесно да може да интервенира Народниот правобранител. Има граѓани кои што можеби не знаат каде треба да се усмерат, па убаво е да знаат дека конечно или пак доколку досега не слушнале дека пред се бесплатно нели услугата која што се врши и дека може да биде анонимна во некои случаи колку што имам нели информација и доколку не се кај вас барем ќе ги усмерите каде правилно треба да се движат, односно кај кон кого треба да се усмерат и да си ја завршат своите проблеми. Има и можност Народниот правобранител да поведе самоиницијативна постапка, значи без подносител,
Во врска, еве сега последната представка, ја поднесов сам иницијативно за заштита од кучиња глутници и скитници по улиците во Струмица и околината. Посебно по последната дешевка која што се случи во Кичевско, мислам дека беше каде што беше нападнато 4-годишно дете. Ги разбирам и оние заштитници на животните, меѓутоа овој проблем секако дека треба да се реши во скоро секоја општина во државата, не само овде во југоистокот. Меѓутоа исто така и една од поозборуваните теми, односно теми кои што некако, иако не се многу пари реално радиодифузната такса, меѓутоа сепак е обврска која што нели е законска и која што треба да се исплаќа. Меѓутоа, кои смеат, а кои не смеат да, односно кои треба, кои не треба да плаќаат радиодифузна такса и сите оние кои што некако според нив им е накршено нивното право или пак нели повредено, што треба да направат, што не треба да направат и дали и овде имаме некако олеснување. Значи таа обврска е регулирана во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во едно семејство може да плаќа само еден член радиодифузна такса, не повеќе. Меѓутоа, има семејства и ослободени од таа обврска, плаќање радиодифузна такса. Тоа се семејства регулирани во измените на законот од 2014 година, 7 месец. Тие семејства, доколку имат во семејството лице слепо, глуво, или приматели на социјална помош и постојана парична помош, во тоа семејство никој не треба да плаќа радиодифузна такса, односно не треба да биде во регистарот на корисници, врзници за плаќање радиодифузна такса. Доколку има некое лице кое смета дека е повредено неговото право, такви имаше и лица кои се јавуваат од странство, тие 20 години иселени во странство, пак им стигат решение за плаќање радиодифузна такса. Сега имаме и одлична соработка со раководни лица во Македонската радиотелевизија, во Управата за јавни приходи, така да створивме едно, да не кажем, неформално тело. Во постојана комуникација сме, за некои лица дури треба ургентно да се реагира, бидејќи, замислите на едно лице со примање на социјална помош, за мобилност, за слепило или други додатоци за инвалидитет, кога им се блокира сметката и тие лица фактички се оставени на милост и немилост, не може да си купат лекови, не може да се одржават, не може да преживуваат. Отсечени од општеството. Да. И нема кој да им помогне. Тие лица дури не може да дојдат и кај мене. Затоа јас инсистирам комши, роднини, пријатели да ми јават за такви лица. По исклучок јас одам и на лице место, таму да ја пополнам представката и да реагирам подитно. Односно да се јавам до Македонската радиотелевизија, најпрво до Управата за јавни приходи, да се одблокира сметката на такви загрозени лица. Тоа се категорија на осетлива категорија на лица. Да поедноставиме, доколку во едно семејство, да речеме баба, дедо и две фамилии, односно нели таткото, мајката и детето веќе е женето, доколку нели едниот плаќа, односно дедото плаќа радиодифузна такса, тогаш останатите двајца мажи во фамилијата не треба да плаќаат радиодифузна такса. Тоа е дефинирано како семејна заедница, доколку се во една заедница. Меѓутоа може исти лица да живеат три фамилии во иста куќа, на иста адреса, меѓутоа да бидат посебна семејна заедница, тогаш тие треба да плаќаат како во колективни згради, да кажеме, тие сите посебно. Меѓутоа, доколку има нели баба, дедо, татко, мајка и плюс нели синот се, да поедноставиме, нели, треба само дедото да плаќа. Едниот да плаќа, другите треба да бидат ослободени и веднаш да дојдат во подрачната канцеларија да поднесат представка и истите ќе бидат избришени од списокот и регистарот на врзници и плюс тоа сите решенија издадени претходно ќе изгубат и правно дејство, односно нема да подлежат на присилна наплата на средствата за останати од претходните месеци. А исто така и во една таква нели семејна заедница, доколку дали внучето или пак дедото имат некаков проблем, дали со слух, со говор или нели со инвалидитет или пак се примачи на социјална помош, исто така без разлика дали е најмладиот или највозрастниот член, целото семејство е слободено од радиодифузна такса. Кај мене само треба да ги донесат потврди за приматели на таква социјална помош, потврда од конзелиер
канцелиарно или од лекарски службени белешки дека лицето се глуви, слепи и така натаму, за да може да реагираме со комплетна документација и да бидат ослободени од таа врска. Имате ли, барем не точна бројка, барем процент колку досега такви представки се решени на ниво на Струмица или пак на целата област која што офаќате? Граѓаните веќе знаат дека нели можат да бидат ослободени, дека доколку им стигнат 2 сметки во една фамилија, дека знаат кај вас треба да се обратат. Има ли такви граѓани? Па, јас процентуално така да не се фалам, меѓутоа мислам дека 99% од случаите ги решаваме позитивно. Доколку нема основ за ослободување, ние веднаш им кажуваме на граѓаните дека е непожелно дури да поднесува преставка и да поднесуваме документи до македонската телевизија, бидејќи не ги исполнуваат критериумите и условите за ослободување од плаќање радиодифузна такса. Затоа сите тие преставки што се поднесени до подрачната канцеларија, 99% ги завршуваме успешно во корист на граѓаните. Еве, почитувани мои, слушнавте дека можете слободно да ни се јавите директно во емисијата или пак нели во речија да оставите вашето прашање, бидејќи народниот правобранител, односно заменик народниот правобранител во Струмица е во служба на граѓаните и секогаш кога може се помогнува и се оди до крај да можат граѓаните да бидат ослободени од она кое што не треба да го платат или пак да го остварат. На еден начин сме заштитени во законот благодарение на народниот правобранител. Неодамна зборувавме дека исто така и за дискриминацијата имаше настан на кој што присуствувате и на кој што се зборуваше за дискриминацијата. Да започнеме општо, па подоцна малку за бремените жени на работната позиција би сакала да зборуваме како еден дел од дискриминацијата. Зашто точно стануваше збори, како помина целиот настан? Вака, значи дискриминацијата е уфатена во законот за народниот правобранител, односно дека тој презема мерки и действија за заштита од дискриминација. За важноста на овој проблем, народниот правобранител покажа и со самите измени на законот од 2011 година, кога воведовме и посебно оделение во рамките на народниот правобранител за заштита и спречување од дискриминација. На државно ниво тоа се покажа со формирање на специјална комисија за заштита и спречување од дискриминација, која е постојано тело од 7 членови, така да речам професионалци, кои им помагаат на граѓаните за заштита од дискриминација. Кај нас на подрачната канцеларија во Струмица има поднесено повеќе преставки за заштита од дискриминација. Истите имам преземено одредени действија и мерки, прибирање докази и факти за утврдување на повредата на дискриминацијата и истиот предмет го препраќам во оделението во Скопје, во централата во Скопје, за да преземат понатомошни мерки и ја спроведуваат процедурата од заштита од дискриминација. Напоменувам дека и пред комисијата за заштита и спречување од дискриминација постапката е бесплатна. Може само да наведам неколку случаи. Дискриминација може да биде по разен основ, по однос на пол, на вера, политичка припазност, родова припадност, сексуална ориентација и разноврсни, значи може да бидат повредите. Како конкретен пример може да посечам до подрачната канцеларија Струмица има поднесено преставки од таксисти кои на граничните премини се задржуваат неосновано, им се бараат фотокопија од разни документи и се водат во некаков регистар во Министерството за внатрешни работи како лица, како да речем, ризични за премин на граничниот премин, за премин во Грција, во Бугарија, во Србија. Јас тука бев во посета на граничната полиција и разговарав со одговорните лица, утврдив дека навистина има дискриминација. Не може тие луѓе да се задржуваат по саат-два на граничниот премин без основ, бидејќи се водели во некаков список. Особено што имаше случаи лица што носат патници на аеродромот во Солун, во Софија, си ја вршат само работата. Си ја вршат работата, меѓутоа го пропуштаат дури и лето. Имаше и други случаи на припадници од ромска и турска националност, етнички припадници на ромска и турска верска
националност и тие не беа пуштени бидејќи биле сомнителни да не одат како азиланти во државите од Европската унија. Има многу дискриминација која што за жал секојдневно некако наместо да се намалува, нели бидејќи сме модерни, користиме интернет, користиме секакви алатки, меѓутоа дискриминацијата е секогаш тука. А посебно некако нели дали бидејќи сум женско, кога станува збор за вработување пред се од страна нели на понежниот пол, се прават во интервјуото кој што е за жал многу често, дали планирате да имате деца во иднине, дали сте имате деца, дали планирате да се омажите, кога ќе останат бремени или пак веќе да користат или не, доаѓа нели до укинување на работниот стаж или како и да е. Како можат овде понежниот пол да се заштити и да знае да го бара своето право нели кога е дискриминирано? Сите овие повреди кои ги наброевте, тоа се чиста повреда и класичен пример на дискриминација на жената. Бидејќи не може, постои и закон за изедначување на правата меѓу мажите и жените, дури меѓународни документи кои ги потпиша Република Македонија и ги ратификува собранието, не смее да се прави во никој случај таква разлика. Маж и жена треба да бидат изедначени во однос на работни места, во однос на овие интервјуа, што не треба да се барат такви податоци. Што е битно дали жената има деца или е мажена, дали има намера да се мажи и да има деца. Тоа е на некој начин влијање врз судбината на самата особа. И тоа значи дека некои помлади особи не треба да се мажат и не треба да имат деца за да си ја зачуват својата кариера или за да останат на работното место. Добијат работно место. Што бидејќи има, за жал свесни сме дека има и такви кои што останале бремени, дознале да речеме работодавците дека таа е бремена и по некој основ или по тоа што истекло работниот однос, па дели барат начин да се ослободат од неја буквално речено. Што може да направат сите оние дами кои што еве по тој начин се повредени? Значи најпрво треба да се јават во подрачната канцеларија на Народниот правобранител, да поднесат преставка со сите докази што ги имаат за основано сомнение дека има дискриминација. Сега, што е разликата меѓу Комисијата за заштита и спречување од дискриминација и Канцеларијата на Народниот правобранител? Разликата е во тоа дали се работи за орган на државната управа или се работи за приватно правно лице. Бидејќи таа дискриминација може да ја вршат во државните органи и во приватни фирми. Доколку се работи за приватна фирма, тогаш постапува Комисијата за заштита од дискриминација, а во случај на државен орган постапува Народниот правобранител. Сега многу пати нели кога сме на интервју, најчесто сме сами со работодавецот. Дали или на пример веќе кога сме бремени не можеме тоа да го сокриеме, имаме нели докази, меѓутоа дали иако немаме некој пишан документ дека тоа било така, или од повеќе дами кои што се биле на ова интервју, дека истиот начин е претпоставам кога ни се зема како доказ за тоа. Вака, значи тоа е многу интересен детал. Многу интересен, меѓутоа законодавецот многу лесно го реши. Значи единствено во судска постапка обвинетиот, фирмата која е обвинета дека врши дискриминација, таа треба да докаже дека нема дискриминација. Значи било кое лице, да претпоставиме женска особа поднесува тужба за дискриминација. Товарот на докажување не е на неизина како тужител, туку на фирмата и организацијата која врши дискриминација да докаже дека нема дискриминација. Убаво е тоа да се знае, се надам дека нашите дами ќе смогнат храброст дека доколку еве по тој или по друг начин е прекршено нивното право, дека ќе повелат во вашата канцеларија или ќе ве побарат на вашиот телефонски број за доколку се уште не го решила проблемот, да изнајде начин да го добие своето право и да види дека ова дискриминација нема повторно да се повтори, бидејќи не е во ред. Така, меѓутоа мора да нагласам дека постојат повеќе механизми. Сега го спомнав судот како институција за заштита од дискриминација. Меѓутоа има Народниот правобранител, комисијата, сега во рамките на Република Македонија формирани се локални координативни тела за заштита од дискриминација. Во Струмица, во општина Струмица е формирано такво тело на кое членувам и јас. Вкупно сме 8 членови.
Пред 10 дена го формиравме тоа локално координативно тело. Има членови од Министерството за правда, од невладини организации, од избор, од локалната самоуправа и да нагласам дека ние луѓето што сметаат дека има повреда на, односно има дискриминација во нивниот случај, може да се обратат до нас и имаме представник и од избор за бесплатна правна помош, бидејќи има лица кои немаат доволно средства, односно категорија на граѓани кои не можат да обезбедат средства за поведување и водење на таква судска постапка или постапка пред други органи, им овозможуваме таа постапка да ја водат бесплатно. Убаво е тоа да се знае, се надам дека гледачите не следат и дека доколку се пронедат во нашиот разговор, дека ќе реагираат и дека ќе си го бараат своето право. Исто така, кога станува збор за државни институции, како и народниот правобранител, се во служба на граѓаните, меѓутоа, секоја чест на исполчоците, меѓутоа од вработените знаеме да не идеме на негативни ставови, па на одбивност, па на незавршување на работата, па нашите документи ги ставаат настрана по не знам нели кој основ, тие си знаат, меѓутоа знаат граѓаните да се пожалат и да кажат ајде нели правите емисија за тоа и тоа и тоа. Најчесто и нас нели ни се на еден начин ни ги кажуваат своите проблеми, отидат на некој шалтер, било која институција да биде државна и таму на еден начин таа е повредена, не е убаво прифатена, па дури смејувана. Што станува кога имаме таков однос од вработените во државните институции кон граѓанинот? Секоја чест на исклучоците, пак ќе повторам, меѓутоа имаме и такви кои што верувам дека и повеќето од нас на своја кожа ги по некој начин или почувствувале. Што можеме тука да се заштитиме, да реагираме, дали еве народниот правобранител и во оваа ситуација не штити? Точно, тоа е и надлежност на народниот правобранител, значи и тука има повреда на правата, а нашата улога е заштита на уставните и законските права. Значи, кога граѓанин отиде во било која државна институција и таа е, да не кажам, отфрлена или не е возможена услуга од вработено лице, тоа е вработено лице во таа институција, тогаш има класичен пример на повреда на правата на граѓанинот, бидејќи во тој случај тоа не може да поднесе барање, не може да оствари некое свое право, бидејќи сите граѓани бараат некоја услуга од државните институции, од катастар, од полиција, од било кој државен орган, и доколку тој орган, односно преку тоа вработено лице не му ја изврши услугата и лицето не го оствори тоа свое право, или ја одоговлекува постапката за остварување на правото на граѓаниот, тоа е класичен пример на повреда на правата. Народниот правобранител тука може веднаш да реагира, тоа лице да се јави во потрачната канцеларија и самата улога превентивна на народниот правобранител е не само да ги запознае граѓаните, да ги информира што е повреда на нивните права, туку да ги информира и самите државни институции дека тие мора да бидат сервис на граѓаните. Тие се поставени од таа страна на шалтерот да им вршат услуги на самите граѓани, односно тие се за граѓаните. Доколку не ја вршат таа своја услуга или ја одоговлекуваат постапката или на било кој друг начин ја спречуваат постапката и ја оневозможуваат на граѓаниот, тие вршат класичен пример на повреда на правата на граѓаните. Народниот правобранител веднаш постапува, има неколку механизми, најпрво се предупредува органот да ја отстрани таа неправилност во постапката, а доколку тоа не го возможи, тогаш народниот правобранител презема други по-репресивни мерки, односно се обраќа до непосредно повисокиот раководен орган, до министерот, до владата може да се обратиме за да се отстрани таа неправилност. Истото станува збори за општинските канцелари, не само за државните, нели? И во државните институции, и во општинските институции, каде што имаме ние потреба и се чувствуваме дека е загрозено нашето право или пак не сме прифатени како што треба или нашите документи се отстрануваат настрана, да дојдеме да ве најдеме или да ве контактираме, да кажеме каде ни е повредено правото, за да може и тоа да се среди. Тоа се однесува на државни институции и институции на локално ниво, односно од локалната самоуправа, инспекции,
разни катастар, урбанизам, сите институции и на државно и на локално ниво. На самиот крај, бидејќи веќе времето полека, но сигурно го надминуваме се она кое што сме го заборавиле, което мислите дека треба да им го кажеме на нашите гледачи, да се ослободат, да дојдат да поволат, да ве побарат и да си го решат својот проблем, нешто доколку сме пропуштиле. А иако верувам дека ова се малку теми на кои што можеме да зборуваме, меѓутоа еве нешто кое што во последните месец дена ви се случило или пак некако го гледате како во последно време случувања кои што ги мачи граѓаните. Па Народниот правобранител е отворен 8 часа секој работен ден, а тоа не значи дека и неработен ден може да се јават до мене лично на мобилен телефон, бидејќи имавме и такви случаи од затвореници, од полициски станици се јавуваат граѓани кои во моментот има повреда на нивните права. Народниот правобранител може да реагира и неработен ден, што е исклучок, нели? Имало разни случаи и поднесени преставки до Народниот правобранител. Вие напомнавте дека бројот на поведени постапки и поднесени преставки се зголемува. Тоа се зголемува бидејќи граѓаните се повеќе информирани и ги препознаваат механизмите за заштита на нивните права, односно прво го детектираат проблемот, гледат дека има повреда на нивните права, а потоа полесно доаѓаат до механизмот, односно начинот на отстранување на таа повреда, бидејќи има повеќе институции кои ги штитат нивните уставни и законски права. Едно од главните и да не речам база на заштита на нивните права е институцијата Народен правобранител. Подрачна канцеларија во Струмица, меѓутоа има во Република Македонија покрај централата во Скопје уште 6 подрачни канцеларии на Народниот правобранител, кои што се исто така во служба на граѓаните. Јас еве на самиот крај би додала дека за прв пат слушнав дека доколку има дискриминација, дали по родова еднаквост или по сексуално определба, како што зборувавме за бремените жени пред се, дека тие само поднесуваат представка и повеќе тие не се должни да докажуваат дека биле дискриминирани, туку работодавецот треба да се докаже пред судот дека нема дискриминација. Тоа е една интересен податок кој што верувам дека многу мајки пред се ќе се охрабрат и ќе го бараат своето право и сето она кое што според нив не знаат каде да се обратат, па и зашто и да станува збор, слободно да се обратат кон вас, па доколку не се нели за кај Народниот правобранител ќе ги усмерите каде треба да го бараат своето право. Секако треба да бидат ние и вие како медиум треба да ги охрабрите граѓаните да дојдат, да не се срамуват, да не се плашат од заштита на нивните права пред надлежните институции, бидејќи доколку има страв, тие ќе си трпат, нивните права ќе бидат повредени и нивното право никој пат нема да го остварат. А подобро е да дојдат, нагласив дека нашите постапки се бесплатни и стоиме во услуга на граѓаните да ги штитиме нивните уставни и законски права. Останува да ви се заблагодарам за денешното гостување. Јас ќе ги охрабрам граѓаните уште еднаш доколку сметат дека имаат некакво прашање, а не се сигурни дали се за кај вас, слободно нека се јават и нека не побарат, или ние ќе го од режија ни велат дека имаме граѓани на самиот крај. Гледач, добро утро. Режија не слушаме во студио. Добро, ќе го дочекаме гледачот до самиот крај. Се надевам дека така комплетно ќе завршиме ова наша утринска емисија. Добро утро, дали се слушаме? Да. Добро утро. Со кого разговараме? Гледачка, само едно прашање до правобранителот. Сакам да ми објасна нешто. Например, кај треба да се обратиме, не може во негов домен, меѓутоа сакам да ми се објасне, имаме дело, добиено делото, меѓутоа многу се долговлечева за тоа што, мислам, извинете на израза, ама се корумпирани сите, вие и адвоката, и правобранители, и судии. Јас се извинувам така што може сум по-проста, ама на мој својствен начин тоа сакам да замолим да ми објасните. Дело има добиено, треба да се изврши. Правосилна пресуда, се извинувам, правосилна пресуда имате.
Да. дело. И сега се са удолговлечеве. Значи, веднаш ќе ви објаснам. По правосилноста на пресудата, кога имате на истата печат за правосилност и извршност, треба да побарате правна помош, односно адвокат да поднесе барење за налог до извршител, доколку граѓанинот во рок вообичаено е 15 дена по правосилноста на пресудата, доброволно да го плати долгот и трошковите, односно да оствари петитумот, диспозицијата на пресудата, доколку во доброволниот рок тој не го плати долгот, не го оствари тужбеното барање, тогаш се обраќате до надлежен извршител и тој на присилен начин, со присилна наплата, тој тогаш по законот за извршување постапува на присилен пат да ги оствари вашите права. Меѓутоа не може така генерално да каже дека сите се корумпирани. Вие дали имате поднесено барање за присилна наплата? Да. Има и адвокат фатано, адвокато на лице место дојде, сето тоа на суд дадена жалба до Гевгелија и таму ништо. Каква жалба? И милиција има дојдено ништо, не може, значи, за тоа ја се извинив пред време. Добро. Може да сум неисправна према сите, оти кажа корумпирано, меѓутоа фаќаме адвокат един. Адвокатот почнува го делото и делото е чисто, нели? Само треба да дадат извршители. Меѓутоа, одман се повлечува, се гледалото и нешто не стиме. Еве, вака. Фаќаме и тоа исто. Значи, може да се обратите до подрачната канцеларија на Народниот правобранител. Меѓутоа, без буни тоа што рековте има жалба. На што има жалба? На предметот. Па рековте дека е правосилна пресуда. Предметот да се воде, ние поднесема, нели, жалба, едното дело е завршено. И сега за друго дело има пак жалба поднесена. До каде имате жалба? До судијата. Значи, уште е во тек судска постапка. Значи, не сте дојдени до правосилност на пресуда, па да почне постапка за извршување. Извинете, господине, едното дело е завршено. Само треба да дојде да се изврше. И тоа присилно веќе дојде еднаш. Моли? Две дела. Значи, два предмети се. За едниот предмет е правосилно завршен, со правосилен печат и печат на извршност. Тогаш имате поднесено преку адвокат до надлежен извршител. Таму е, како се векаше, ги знаме извршител во Гевгелија, така? И тој не постапува, а вие сигурни ли сте на должникот на име? Има возило, има средства, има пари, има плата, има пензија, од каде да му се земе и да му се наплати? Тоа е се опред. Се има, се как се треба. Меѓутоа само сакам да дојде да се изврши присилно. Тоа е оти има ние веќе документ. И документот е доставено и до нив, и тоа го знаат они, го гледат. Значи по првиот предмет може да се јавите веднаш кај мене, да донесете налог за извршување и број што го води надлежниот извршител од Гевгелија, предпоставувам, и тогаш јас можам да извршам увид во целокупниот предмет на извршителот и да видам дали има некоја неправилност во спроведување на постапката, односно дали има вина на извршителот или има вина на должникот. Може би должникот не е тука, може би е во странство. Сега така си нагаѓам, нели? Дојдете за првиот предмет, поднесете представка, а за вториот предмет немам надлежност, бидејќи како што дознав од кај вас, рековте дека има жалба и уште е во судска постапка, вториот предмет. Тука не можем да постапувам, бидејќи согласно член 12 од Законот за Народниот правобранител, немаме надлежност да постапуваме во судска постапка, освен ако има кривично дело на некој вработен и ако има одолговлекување на постапката. Добро, фала многу. Мислам, оти тука удолговлечават, од еднаш са дојде на лице место, са виде се как што треба и пак не може, значи, да му наредат. Извинете, на лице место за попис и пленитба на ствари, подвижни ствари. За тоа ли бевте кај во домот на должникот, така? Заимотно. Така. Тоа сега фала многу и мислам, оти би требало да се видимо во Струмица.
Слободно дојдете во канцеларијата, ќе поднесете преставка и ќе поведеме постапка да утврдиме дали има повреда на законот за извршување од самиот извршител. Фала многу и еднаш извинете на... Молам, ништо. Благодарам многу на вашето јавување, се надевам дека сме од корист и дека ќе се сретнете со народниот правобранител, дека ќе го решите овој проблем. Би ни било нас и повеќе од мило да бидеме токму ние алотот преку кој што еве се запознавате и каде што можете да го остварите правото на нашата граѓанка во случајот од Гевгелиско, како што рековме дека нели народниот правобранител во Струмица е едно огромно подречје кое што го феќи каде што може да помогне на граѓаните. До сите. Така. Секој може да дојде, да се јави или на повик можем и јас да одам на приемен ден, реков дека имам во Гевгелија, Берово и Радовиш. Значи можем, ако не им е итно, граѓани да почекат јас да дојдам во таа општина, во тој град. Јас овде им ветвам на нашите гледачи дека во некоја народна прилика на некоја друга тема ги има многу теми, како што еве сега можевме да видиме нели од делото на нашата гледачка за извршителствен одбор, меѓутоа нели многу други теми кои што можеме да ги овде дискутираме, да ги ослободиме нашите граѓани, да можат слободно да ве контактираат, пред се не можете да им помогнете барем да ги усмерите онаму каде што треба. И еве ги повикувам сите оние кои што мислат дека имаат некакво прашање, пред директно да стапат во контакт со вас, да ни пишат нам на нашата Facebook страница или пак да не се јават на нашиот телефонски број, па ние ќе ги собереме прашањата, ќе дојдеме и ќе одговараме нели во некоја наредна емисија. Ви благодарам што одвоивте време за нас и за нашите гледачи и ова утро. Благодарам и јас на вашата покана и вашата телевизија. Се надевам како и досега успешно ќе соработуваме и во иднина. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани мои, имавме една прекрасно издание на Утрински пулс ова утро. Зборувавме за народниот правобранител во служба на граѓаните. Се надевам дека успеевме да го задржиме вашето внимание и утре се дружите веќе со колешката Ивана, а на самиот крај би сакала да ги поздравам нашите пријатели од Бустик Стил. Имајте убав и пријатен ден, довидување.